Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Никола Србов, магистар по историски науки, Орце Данчевски, професор по шах и пејачката Александра Трајческа. Останете со нас до 11 часот. Останете со нас до 11 часот, како што можете да видите во најавата. Повторно спојуваме различни професии на една трпеза. По 9 часот се дружиме со нашите гости кои што се веќе во студиото и верувам дека ќе го задржиме вашиот интерес со сето она кое што ќе зборуваме со нив. Имаме убави теми денеска на овој празничен ден да позборуваме и да го слушаме нивното размислување за сето она. Во овој дел секако дека домаќинки ќе ви бидеме јас и колешката Александра, па еве официјално добро утро Александра и за тебе. Добро утро Вера, добро утро за целата македонска јавност, која верувам дека од 6:45 заедно со нас, така ќе биде и во овој дел од денот, кога ќе го задржиме вниманието со сите теми. Но уште еднаш да си ги поздравиме како што е ред гостите. Така е. Веднаш до мене е Никола Србов, кој што е магистар по историски науки и политички науки. Во Здраво Македонија сте ни прв пат, верувам, во нашата телевизија не. Добро дојдовте. Благодарам на поканата и добро утро до сите гледачи. Така е. Ќе позборуваме со вас на она кое што е тема на денот, денешниот државен празник, но за тоа малку подоцна. Веднаш до вас е Александра Трајчевска, која што е пејачка, млада пејачка, и млада надеж на нашата македонска естрадна сцена. Добро утро, Александра. Добро утро, Вера. Драго ми е што сум кај вас во емисија и сум возбудена за разговорот. Така. Исто така, прв пат си ни во Здраво Македонија, ние се радуваме на некој начин, навистина сакаме да остапиме малку простор што сте вели и до вас помладите, дека требаете на некој начин да се појавувате и јавноста да ве гледа почесто за да ве запознае. Благодарам. Така. Веднаш до вас ни е професорот кој што не е прв пат во Здраво Македонија, но секој пат ни е драг гостин, Орце Данчевски. Добро утро и добро дојдовте. Добре најдов и мило ме што сум повторно кај вас. Така, денеска на овој празничен ден не случајно ве повиковме затоа што навистина шахот е една убава игра која што ете во овој ден се има малку повеќе време, па може да биде инспирација за нашите гледачи како да си го поминат денот или попладнето да си поиграат малку шах. Секако. Така. Добро, Никола, да започнеме со вас најнапред, бидејќи таков ни е денот. Денеска се празнува државен празник, 23 октомври, ден на македонската револуција, на една борба. Па какво значење има овој празник и што всушност значи за државата? Денешниот празник, најпрво го честитам празникот на сите гледачи, на сите граѓани на Република Македонија, спаѓа во оние празници кои се темелот на државноста, на нашиот идентитет, на нашето постоење денешно. Зашто и постојат многу дилеми и дискусии во јавноста последниве 10, 11, 12 години колку време што се празнува овој празник. На денешен ден, 23 октомври 1893 година, во Солун е создадена Македонската револуционерна организација, која подоцна во текот на своето постоење го менува неколку пати името, во зависност од приликите кои биле во тоа време. Значи, подоцна се нарекува Тајна Македонска револуционерна организација, па ВМРО, па ВМРО, Внатрешна Македонска одринска револуционерна организација и на крајот најпознатото име тоа е ВМРО, Внатрешна Македонска револуционерна организација. Клучното кај овој датум е во тоа што тоа е зачеток на неорганизираната борба на македонците, нели, секој народ има своја борба за ослободување, нели, порано постоеле империи, сите народи биле во склоп на некаква империја. Секој народ има некоја своја борба за еманципација, за ослободување и за создавање на сопствена држава. Нашата борба трае од преродбата, македонската борба, како и ке сите останати балкански народи, но со создавањето на Македонската револуционерна организација започнува оној најорганизиран дел на борбата кај македонците. Значи, тука се воспоставуваат институции на самата организација и масовно се организира населението за една вооружена борба против османлиските власти во тој период. Исклучително важен ден, важен и за, како што кажав, за нашиот идентитет, она што ние денеска сме македонци, бидејќи тие луѓе кои тогаш ја создале организацијата, всушност 6 мина во Солун. 6 мина во Солун, да.
всушност го одржале во живот македонското прашање, кој подосна резултира и со народно-ослободителната борба во целиот тек на своето постоење. Македонската револуционерна организација, така ја нарекуваме со едно име, иначе реков го менува името во текот на времето. На крајот сето тоа резултира со народно-ослободителната борба за време на Втората светска војна. Така да едниот датум без другиот не се возможни. Ако не постоеше 1893-та и точно така. Значи немаше да постои Илинденското востание, а народно-ослободителната борба и четите во народно-ослободителната борба се повикуваат токму на Илинденското востание и на традициите кои останале од Илинденското востание, и тоа е таа традиција кај македонците, која не може едното да го исклучи другото. Да речеме, тоа ви е како мајка и татко на народно-ослободителната борба е 23 октомври, кога се создала организацијата. Така, каде е тогаш тука поделбата и проблематиката околу двоумењето, околу славењето, дали да се слави овој празник или да не се слави овој празник? Па видете, тоа преминува малце сега во дневна политика. Тоа и преминуваше изминатите години во дневна политика и многу пати имам говорено на таа тема. Луѓето ВМРО ги асоцира на една политичка партија, што не треба да не ова е празник на сите граѓани на Република Македонија, не е партиски празник или не е празник само на една група на граѓани кои се пронаоѓаат во нека политичка партија. Таа политичка партија одлучила да своите корени ги поврзе со Македонската револуционерна организација и тоа е легитимно. И така да се именува. Тоа е во демократскиот свет, тоа е легитимно, таму си ги влече своите корени. Но празникот како празник е важен за сите граѓани на државата, апсолутно, и не само за македонците, и за сите останати граѓани, бидејќи и ти се дел од оваа држава. Да, се дел од државата, на тој начин се создава Република Македонија и денеска сите ние живееме во таа држава и треба сите апсолутно од прво до последен да го почитуваме 23 октомври, бидејќи тој празник не исклучува ниту една, бидејќи ние сме едно мултиетничко општество, не исклучува ниту една етничка заедница, туку напротив е причина да ги обедини сите етнички заедници во една, бидејќи како што говориме често, борбата се уште трае, ако тогаш борбата била со оружје, со пушки и пиштоли, денеска е борбата со пенкало, со економија и така натаму. И тастатура, да. Но еве како историчар, колку сметате дека бидејќи денеска учениците и сите оние кои тек допрва треба да ја научат историјата, тоа го прават од она што е оставено и она што е испишано. Колку историјата некој не ја менува и ете историјата како предмет беше тргната од образованието, па потоа поврзана со некој друг предмет? Кој е вашиот став на оваа тема? Бидејќи младите ова го дознаваат, што го зборувате и го говорите. Треба да го дознаат од историјата. Така. Знаете како, не можете историја да поврзувате. Прво беше поврзан со географија. Така. Не можете да поврзувате два предмета кои се неспојливи. Историјата е хуманистичка наука и мора да се изучува таква каква што е. Не постои, значи вие можете во понатомошниот тек на своето образование да правите некои комбинации во каде што ќе се уфрла, да речеме, историската наука, но кај најмладите тоа не е изводливо. Кај нас историјата премногу се политизира во последното време. Знаеме какви се нашите односи со нашите соседни држави во последните години. Така да историјата служи како еден вид на политичка алатка, па и меѓу соседите, па и внатре помеѓу разни политички чинители во Македонија. Каде што се вади од контекст и се манипулира малку. И никој не сфаќа дека всушност тоа е наука, не е приказна, не е тоа сме седнале, ние сега сме напишале нешто, па раскажале, прераскажале, не знам, баби, дедовци ни кажале, така. Тоа е наука која се темели на факти, на документи, на извори, на релевантни извори, признаени од целата светска наука, и таа е склопена, напишана, ставена во една книга. И никој не може да не ја менува. И никој не може да ја менува, бидејќи историјата не можете да ја смените. Ниту вашата лична историја не може никој да ја смени, ниту мојата, ниту па на целиот народ, на државата. Да. Господине Орца, ни најмалку никој не може да промени историјата на шахот и на она што го правите токму за оваа наука. Така да честитки низа години наназад и она што денеска го правите. Формиравте ваша академија, кон која младите може да се приклучат и да го негуваат она што
значи спорт, но јас би рекла спорт за умот и за душата. Па споделете ни малку повеќе околу академијата и она што го формирате. Да искажам моето задоволство, сум присутен денеска во оваа емисија, особено од излагањето на професорот по историја, навистина ме трогна, ми ги пробуди моите национални чувства во овој момент, се чувствам многу гордо што сум дел од оваа емисија. Зборувајќи за шахот, сега малку од историска гледна точка, шахот е е најстарата игра која што е создадена во човештвото. Таа потекнува од 1500 години од сега, пред 1500 години е создадена во далеката, дали во Индија или во Кина, се уште се води полемика околу историчарите која е лулка на шахот. Значи околу шахот има така. кој да преземе доминацијата Кина или така, Индија. историјата навистина во дадени моменти станува некоја политичка алатка, така и во шахот се уште се води полемиката дали потекнува од Индија, дали потекнува од Кина, но тоа навистина не е важно за денешниот шах, од каде да потекнува, ни носи радост, ни носи една алатка која што освен што не учи на добри работи, тоа и не исполнува и како спорт. Значи шахот во овој момент е дефиниран како уметност, е дефиниран како спорт и како наука. Тоа е единственото нешто што човекот го создал и каде што луѓето се наоѓаат во три области во еден ангажман наречен шах. Само да кажам на малку во контекст на историјата, значи се создава во далечниот исток, па потоа потргнува на кај Европа, преку муслиманскиот свет, доаѓа во Европа и оттаму го носи името шах. Шах на арапски значи крал, а шахмат значи кралот е мртов, или кога е кралот мртов, после да живее кралот, како беше она историската изрека. И од арапскиот свет доаѓа во Европа и во Европа го наоѓа своето плодно тло, каде што се развива во денешниот модерен шах и потоа се враќа повторно во целиот свет, за да денеска ние знаеме историски гледано дека долг период со шахот водечка нација е Русија, каде што најголемиот број светски велемајстори потекнува од таа земја, за да денеска шахот се врати во Индија и во Кина и каде што може да каже доминацијата оди во Индија и во Кина. Меѓу првите 10 играчи во овој момент имаме 4 индијци, имаме кинези, кои што таа бројност, таа голема популација си го најде тлото и најголемите шаховски таленти во овој момент доаѓаат од тие земји. Но што е со македонците? Да. Какви таленти имаме токму од ова тло? Вака сега, 2022 година е, можам да кажам, клучен период за развој на шахот во Македонија. Во Шаховската федерација на Македонија ентузијасти одлучивме да... Кои сте и вие? Секако заедно, јас сум дел од таа тајна македонска шаховска организација, како да ја наречам. Поднесовме барање во Министерството за образование шахот да го внесеме како изборен предмет во училиштата во Република Македонија и за наше големо изненадување и позитивно тоа ни се одобри и од тогаш тргнуваме во училиштата, во обука на наставниците, во одржување на семинари и во овој момент можеме да кажеме дека над 50 училишта во шахот е влезен како изборен предмет во Република Македонија. Сето тоа придонесе за зголемување на децата кои што почнуваат да ја опразнуваат оваа игра како спорт. Во Шаховската федерација имаме првенство на Македонија кој што минатата година имавме 250 деца кои што во категорија од 8 до 18 години се приклучија. Добра бројка. Одлично. Кога ќе направиме на мала комперација пред 5 години имавме 40 на дечиња од цела Македонија, сега 5 пати можеби повеќе е зголемен бројот на деца. И сега да се надокнадам на сега, се створи една можност, тој голем број на деца создава и голем број на таленти. Главниот проблем во овој момент во македонскиот шах е работа со тие талентирани деца, да не застанеме само на популаризација за ширење на шахот, него треба тие талентирани деца да се превземат, да се пратат во шаховските клубови и во таа смисла ја се работи со нив. Да се работи со талентите. Така, и кога спомнате да се пратат, што значи таа една подготовка, бидејќи еве за кај музичарите знаеме дека има Александар ќе се сложи со мене по неколку часот, треба секој ден до тоа да се вежба. Колку е потребно во шахот за да тие таленти прираснат во велемајстори треба да тренираат секој ден? Кога во нешто ќе се заљубите, кога нешто ќе ве обземе, ќе ви стане
повеќе од игра, тогаш целото слободно време го посветувате на таа работа. Истото е и со шахот. За да постигнеме резултати на европско, на светско ниво, потребно е континуирана секојдневна работа од 4 до 5 часа во оваа игра за да се постигне резултат збором на европско на светско ниво. Се создаваат веќе такви услови кај нас во Македонија, имаме таленти, изразени таленти, кои што потоа може ќе зборуваме за некои од нив, кои што се волни си до тоа да го направат за да дојдеме до некои позначителни резултати на европско на светско ниво. Одлично е да ги заменат модерните уреди со шаховска табла и да го уживаат дружењето со партнерот спротива. Така, кога сме веќе кај резултатите, Александра, ти си не млада надежна пејачка со потекла од Прилеп, но живееш и тука во Скопје. Па кога започна да се занимаваш со музиката, на колку надпревари, фестивали до сега имаш учествувано? Па искрено веќе сум во музиката можеби 8 години активно, иако на почетокот музиката не ја гледав како повик кој што би го работела професионално, повеќе беше како детска љубов. Почнав со градски детски хор, но многу брзо, само една година откако одев во тој градски хор, се појави шоуто Пинкови звездички. И не знам, мислам дека беше Антонија, која што ја гледав од македонките. И вака како дете, како гледав тоа на ТВ екраните и едноставно сакав и јас таму да се појавам. И мислам дека кога прв пат стапнав на таа сцена, многу ми беше, например, изненадувачки колку сите тие студија, например, ТВ студија изгледаат поголемо на екраните, а таму се баш мали и некако за 12 годишно дете тоа е магија. Да, телевизиска магија која што ја осети 12 годишно дете и некако се залюби во трансформацијата зад сцена. Кои сме уметниците, луѓето зад сцена и на сцената. И Пинковите звездички некако ми докажаа дека го имам тој капацитет и дека имам вистински љубовта да продолжам со музиката. Добив навистина многу поддршка од жирито, мислам дека тогаш беа Сале од Тропико, така беше многу симпатичен, многу добар педагог беше Сале. Гоца Тржан беше, Јелена, едноставно беа многу мили со нас како деца, многу поддршка ни даваа. По Пинковите звездички, мислам дека Македонија не можеше да ги гледа. Тогаш престана емитувањето, не знам зошто, некој договор се случи помеѓу белградската телевизија и македонската и за жал македонската публика мислам дека не ја следеше таа година. Не знаеше што се случува. Александра, денеска македонската јавност ве гледа, а најубаво е да ја поздравиме со песна. Што велите за заветна да ја запееме за денот? Александра, така пат има интересни идеи кога станува збор за музиката. Мислам дека може да се распееме вака утрински и да ги поздравиме македонците. Јас навистина би сакала да ги поздравам, ама или одберете вие песневе, не мора да е мојата желба. Таа песна не можам да се сетам сега баш. Мислам, ја имам слушано, дефинитивно знам Андријана Јаневска пее, ама таа е стара до душа, тоа се препеви кои што се пеат. Ама сега е популарна во изведба на Андријана. Да. Така да не знам сега со што би ги поздравила утрински. Одберете вие. Доживо е. Еве може Никола да ви порача или господинот Орца? Не, се шегувам. Никола, која е вашата омилена македонска песна? Па Александра може би таа ќе ја знае, доколку не ја знае заветна. Па не знам, немам нека омилена македонска песна. Мене омилена ми е македонско девојче. Ајде, Александра. Мислам дека е песна за Сечеува. Може. Македонско девојче, китка шерена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Браво, Александра. Една кратка едукација. Песната Заветна е од легендарниот Пепи Бавтировски, кој одамна не е меѓу нас, а денеска доживува
прекрасна изведба од млади македонски изведувачи. Така да топла препорека да се потсетите и навратите на стари македонски песни кои останаа историски легендарни во нашата историја. Да, меѓутоа и македонско девече е една од најпеените, препејуваните и многу надпревари, да. Ја меѓутоа и надвор од границите доста македонските ракометарки знаеа да одиграат, така да навистина е извонредно. И нема, мислам дека на Балканот кој не ја пее македонско девојче, така да убав репрезент. Ти благодариме многу, Александра. Така, одиме понатаму на Никола, историските гледано, која идеологија се почитувала во минатото, со тоа, а која идеологија ја имаме денеска? Са зависи за кој минато збориме. Ако зборуваме за периодот на кој е посветен денешниот празник, во тој период не постојат идеологии во денешен контекст. Како денеска ги воспримаме, нели, идеологиите како левици, десници, центар, лево, центарот, десно, центарот, радикали. Конкретно македонската револуција термини. Да, баш спортски термини така звучат. Македонската револуционерна организација имала една идеологија, тоа е Македонија на македонците, ослободување на Македонија. Тоа била идеологијата. Не постојат тука левици, десници. Подоцна се појавува, да речеме, со револуцијата со октомвриската револуција во Москва започнува да се појавуваат оние радикални леви струи во светот и го зафаќаат просторот низ Европа, но тоа трае еден многу долг процес, знаете. Тогаш комуникацијата не била како денеска со мобилни уреди, со интернет, со ширење на влијание, значи идеите кои се пројавувале во некоја држава многу споро патувале до други држави. Па таму треба да зафатат плодна почва, па да заживеат и да се практикуваат. Например, тоа ви е како со француската револуција, на која требала цел еден, значи идејата на француската револуција или создавањето на националните држави бил потребен цел еден век за да ја зафати цел континент на Европа, па да народите започнат да се будат и да посакуваат да прават своји национални држави, така и со идеологиите. Многу подоцна се пројавуваат идеологии. Не можеме во никој случај да правиме некаква паралела со крајот на 19 век и денешниот вид на идеологии какви што постојат во светот, како демократи, социјалисти, секој време се носи свое, а во тој период не постојат, значи буквално никакви идеологии. И денеска, за жал, ке нас се уште во јавноста постојат некои луѓе кои сакаат да ги поистоветуваат, да ги делат македонските револуционери на припадност на некаква идеологија, на Гоце Делчев сакаат да му најдат некаква идеолошка припадност, што е, мислам, многу смешно. Ние имаме во народно-ослободителната борба, значи што е 40 години подоцна, луѓе кои се наоѓаат во четите, во баталјоните кои се бореле на терен, поим немале што е комунизам, што е марксизам, не знам, што е левица, што е десница. Тие луѓе едноставно излегле се фатиле за пушка за да се борат за создавање на држава. Значи, ако тогаш немало идеологии, можеме да замислиме во периодот претходно што тие идеологии се пројавуваат помеѓу неколку интелектуалци кои можеме да ги пронајдеме во македонската историја, но никако цели организации не може да влезат во тој круг, посебно не Гоце Делчев или Даме Груев, им се даваат етикети дека биле, не знам, левичари, социјалисти, социјалдемократи, десничари. Тоа е незнаење или злоупотреба. Али пред се мислам дека е злоупотреба, потоа е и незнаење на луѓето за што всушност станува збор, веќе во тој период тоа не постои. Нели сметате дека треба малку повеќе да се зборуваат на овие теми за да е вака свесност така и граѓаните и затоа што не познавајќи се себе си е, мислам, една голема пречка. Знаете како, треба да се зборува и во Македонија многу се зборуваше за историјата и многу се зборуваше и за политичките идеологии. Се има зборувано, јас конкретно имам зборувано и по трибини имам држано за историја, политичка идеологија, предавања и така натаму. Но проблемот е што кај нас сега во последниве години започна сето тоа да се злоупотребува. Проблемот е кај злоупотребата. Сега би требале да зборуваме... Во политиката сакате да кажете? Да, во политиката. Може би требале да зборуваме да таа злоупотреба да биде разбиена и да се вратиме на оние што било претходно.
да луѓето навистина сватат што е историја, А да што е сватат политика? што е политика, а што е политичка идеологија и кој каде припаѓа. И не е грев човек да припаѓа на една или на друга страна, тоа е лично убедување, бидејќи денеска идеологијата се смета не е само за националните прашања. Денеска имате идеологии во економските политики, во образовните, во општествените политики имате. Тоа е еден комплот кој вас се позиционира на политичката карта, идеолошката карта во една земја. Што според вас би требало да биде идеологија на ова денешно време кое што го имаме денеска? Што би било важно за Македонија? Наша цела заедничка идеологија која треба да не обединува, треба да биде напредок на државата. Прво да е тоа е нашата идеологија, треба на сите да е. И на леви и на десни. А во демократија не можеме да кажеме кој каде треба да биде, секој си одбира за себе кој каде ќе припадне. Но на сите заедно, и леви и десни, треба да ни биде заедничка Република Македонија и незиниот напредок. Тоа е економски, точката каде што интегративен, за тоа е напредок. Денеска се бориме за тоа, нели? За економски напредок. Тоа е суштината на постоењето на една држава. Ако вие немате економија стабилна, немате точката за која што финанси, сите треба да се сложиме. За сите треба да се сложиме. Не можете ниту образование да имате, не можете ниту армија да имате, не можете ниту полиција да имате, ни здравство, ништо не можете доколку немате економија развиена. И тука треба сите да бидеме сложни токму околу тој дел. Така. Кога сме кај образованието, одлично е неформалното образование кое што го правите, господин Орца. Подадите ми ја книгата која што е пред нас. Ајде да играме шах, да зборуваме малку повеќе за ова. Она ваше знаење и умење го укоричивте во едно книжевно издание, кое што е достапно низ книжевниците во Македонија и сите љубители кои го сакаат шахот може да го имаат ова книжевно издание во своите раце. Книгата Ајде да играме шах настана пред 2 години. Направена е со цел да се доближи шахот до децата од најрана возраст. Наменета е за деца од 4 до 10 годишна возраст, со убави илустрации, каде што заедно со мојата сопруга Наташа ја осмисливме шаховскиот дел, што е внатре, што треба да се изучува во таа рана возраст. Е мој дело, сето останато е дело на Наташа, кој што во издавачката куќа Икона го стокмија, го спремија и направи една прекрасна книга, кој што можам да кажам дека е добро прифатена во македонската јавност. Првото издание веќе е потрошено, одиме сега на второ издание. И се надам и ќе одиме на следната книга. Така. После оваа книга мора да имаме за деца од 4 години. Кој се може да практикува и на едукациите кои што ги правите, може да се пријави за да започне со оваа умствена игра. Така. Оној момент кога детето ќе пројави желба, ќе почне да ги фаќа фигурчињата, ќе биде заинтересирано за светот што се случува во овие 4 полиња, е потребно да почне да се игра шах. Историјата, во историјата сега мора историјата да биде дел во оваа емисија. Професорот е прекрасен говорник, многу мотивира, многу инспирира. Филозофите во светот се согласиле во една работа. Чудо од дете се појавува во 3 области: математика, музика и шах. Значи само во 3 области може да се појави талентот на таа рана возраст. Голем број случаеви имаме кога деца на 4 годишна возраст почнуваат да играат играта шах и да напредуваат со огромна брзина. Едноставно тоа внатрешно разбирање на логиката, на следот на настаните што се случува во игра, тие деца го поседуваат уште. Тоа е веќе навлегуваме малку во некои други територии кои што не би сакал сега да зборуваме. Значи возраста за почнување на шахот според мене идеална возраст во Македонија е прво одделение. Значи, уште и во градинка. Значи, 5-6 годинки детето треба да се запознае со играта шах и доколку појави интерес, доколку појави талент, треба да се почне со негова едукација. Тоа е поентата и на книгата Ајде да играме шах, преку убави анимации, да се запознае со правилата и внатре во книгата мора да спомнам еден многу важен дел, а тоа е главниот проблем кај децата кога почнуваат да играат шах е поразот. Мислам дека во секоја игра е поразот. Добро, ние возрастните во сотекот на животот и во политиката ќе се служи господин Никола.
Колку знаеме да го прифатиме поразот. Али на мала возраст тој многу е поизразен и многу фрустрирачки и голем број на деца кога ќе почнат рано да играат шах, многу брзо се откажуваат од играта заради неможноста да го прифатат поразот како составен дел од играта. И составен дел од животот. Дефинитивно. А ова книга преку шахот ги учи децата како да го превладат тој психолошки момент наречен пораз. Како? Сега на кратко ќе објавам. Магијата на Можам и да покажам и на шаховската табла. Да, Даниел, ќе те замолам да го дадеме фокусот токму на таблата. Шахот е комплексна игра. Постојат комплексни правила кои што мора да се знаат за да се дојде до фаза на надпревар. Сега во самата книга тие правила се поедноставени до ниво на игри, како што беше играта на Лути се човече. Ако се сеќавате како деца, мислам од најиграните човече. Не, уште се игра, така. Преку таа игра ние научевме како да го претрпеме поразот. Ако се сеќавате колку се лутевме кога ќе ни го собрат пијунчето, колку плачевме, али играјќи ја редовно таа игра дома во домашно. Па и самото име на играта. Не Лути се човече. Некако нашите генерации стекнавме начин како да го преборуваме поразот. Денешно време децава одделени од семејството, неможноста за интеракција поголема интеракција помеѓу децата и родителите, главен проблем е претрпувањето на поразот. Тој е главен проблем што овој момент се јава во новите генерации. Сега како тоа го решаваме? Измисливме игрички, односно измислени се игрички од типот кои ќе ги научиме основните правила, како се движи секое фигурче. Имаме едно дете игра со ловец, другото дете игра со 3 пијунчиња. И сега е мини игра. И целта е, ако ловецот ги успе да ги земе пијунчињата, пред едно да се претвори во кралица, победува ловецот. А ако пијунчето излезе во кралица, победува пијунчето. И така, со наизменично вртење, еднаш ловец, еднаш пијунче, еднаш ловец, освен што се учат карактеристики и самата длабочина на играта, се пребродува и така наречениот психолошки феномен пораз. И детето продолжува да игра. Например, еве да покажам на брзина, и сега играме некој вака, тука, да кажеме некој. И сега си играме партија, и ако пијунчето излезе во кралица, ќе победи пијунчето. И тоа не боли, знаете, ова не е шаковска игра, не сме изгубиле ние, него тоа е мини игра. И тоа има 15 такви мини игри, која ќе се совладе оваа книга. Детето на многу рана возраст, на 6 годишни, слушнавте вие дека во моментот добива животна едукација. Велемајстори се случуваат на 13 годишна возраст. Браво. Знаете велемајсторско ниво на едукација, што значи тоа? Тоа е завршување на 2 факултети. Така. Колку работа треба? Александра, ете, колку ти си знаела да се справиш со, да речеме, условно кажано, пораз, ете, се учествувала на Макбес, едно друго, или пак си размислувала, како си се чувствувала во тие некои моменти кога, да речеме, ете, не си на пиедесталот? Па, искрено, тие моменти се многу чести во нашава професија и не се толку јасни. Тие граници на успех и пораз се многу измешани и дефинитивно пред 2-3 години, кога уште бев во моите тинејџерски години, кога можеби, како што кажавте, не се познавав доволно себе си, бев лута. Бев лута на светот, барав неправедност, сите сакаат мене да ме нападнат, но дефинитивно во еден момент на мојот живот, не знам кога се случи, не можам конкретно да кажам, но дефинитивно сватив дека се е до нас. Се е до нашата перспектива, се е до тоа ние колку сигурно се чувствуваме во себе си, дека тоа што Господ ни го дал, не може никој друг да ни го земе и треба да се бориме со тоа, со картите што ни се поделени. И дека еден пораз не значи изгубена битка, што би рекле во историјата. Или во политика, или во политика. Или во шахот. Или во шахот. Никола, колку имате време вие да играте некоја ваква слична игра? Играте ли шах? Знам да играм шах, но навистина морам да признам дека ниту имам време, ниту вака со пријатели преескани или зборевме, они имаат вака некој време. Со обврски, ама треба да најдеме дефинитивно време за... Знаете, мозокот многу се развива. Ако тука збориме за таленти кои би играле, нели, би се надпреварувале, вака рекреативно шах да се игра многу го развива мозокот, посебно тоа стратешко размислување кое постои. Пошто шахот, колку што ја знам, е некаков тип на стратегија, нели? Треба да ја завршите. Логика, стратегија, многу има. Шахот е всушност војна, така, во која треба да победите. Тоа се, нели, пијуни, топови,
Кралици, кралови. Кралици, кралицата е најмоќната во шахот. Така е. Но кралот треба да биде заштитен, тоа е вака. Тоа е вака интересен детал во шахот. Многу е добар за развивање на мозокот и на стратешко размислување. Дефинитивно. Да, мислам и некака е убава ментална гимнастика и она кое што сето што секоја тежина што ни го носи денот дека убава една релаксација, но пред да продолжиме со разговорот, ќе направиме на кратка пауза, одиме со реклами, се враќаме во студио со нашите гости.